Центарот за граѓански комуникации денеска, на Правниот факултет во Кичево, одржа работилница со студентите во рамките на проектот Rise Balkans, насочен кон зајакнување на гласовите на младите од регионот. Во рамките на активностите беше спроведена и анкета, чии резултати откриваат значајни ставови кај младите во земјава. Деканката на Правниот факултет во Кичево, професор доктор Светлана Велјановска, истакна дека реализацијата на проектот ќе трае 2 години, при што неговата основна цел е да ја зајакне и унапреди улогата на младите во демократските процеси. Најпрво би сакал да и се заблагодарам на телевизија Ускана што секогаш е тука со нас и ги покрива, односно информира за сите настани на Правниот факултет Кичево. Инаку за настанот на кој што денес ќе присуствуваме, би сакала исто така да изразам благодарност и задоволство за нашата соработка со Центарот за граѓански комуникации од Скопје, кои што всушност се носители на целокупниот овој проект кој Правниот факултет ќе го реализира во наредните 2 години, значи до 2028 година ќе биде реализацијата на овој проект, а неговиот наслов е јакнење на гласовите на младите, одговорност, интегритет, солидарност и граѓанско учество на Балканот. Значи, ова е проект кој се реализира во рамките на ЦЕРФ програмата на Европската Унија и неговата основна цел и задача е всушност да ги вклопи или да ја процени улогата на младите во демократските процеси. Значи, она што би сакале ние како Правен факултет да го придонесеме во тој дел е да го поттикнеме активизмот меѓу младите луѓе, меѓу студентите во нашиот град и генерално во целото наше општество и да го слушнеме нивниот глас во делот на тоа како тие ја перцепираат корупцијата, што знаат за неа, какви се младински иницијативи може да се преземаат во оваа насока, колку се отпорни на корупцијата и какви се активности може да се преземаат од страна на академската заедница и од страна на граѓанскиот сектор, за да може да се мотивираат младите луѓе во нашето општество да се спротиставуваат на корупцијата како едно зло кое што знаеме дека е дефинирано во сите општества и за жал и ние не сме имуни кон таквото нешто. Што се однесува до начините на кои што ќе го реализираме овој проект, ние денес сме домаќини на една работилница која што треба да ги даде резултатите на анкетата што беше направена, истражувањето што беше направено помеѓу целната група, значи студентите на нашиот факултет, да видиме колку се информирани за корупцијата, што мислат дека треба да се преземе во тој дел, а понатаму ќе се одвиваат и други активности во наредниот период кои ќе бидат насочени кон обуки, кон јавни настани, кон други активности, бидејќи сепак станува збор за еден поголем проект во кој се вклучени повеќе држави од Балканот и од Европа и мислам дека на крај она што ќе резултира како епилог од овој проект ќе значи да ја имаме вистинската слика на младите од целокупниот Балкан за состојбите со корупцијата кај нас и пошироко. Колку се подготвени студентите да учествуваат на вакви кампањи, како да кажем? Мислам дека младите луѓе имаат желба и расположение да се дел од ваквите активности. Потребно е нормално да има мотивација и да им понудиме ние како академска заедница и граѓанскиот сектор актуелни теми кои што би го привлекле нивното внимание. Знаете дека сепак младите луѓе се целна група која што има голем прилив на информации во нивното секојдневно живење и дека е многу тешко да го привлечеме нивното внимание, но верувам дека корупцијата како проблем е лоцирана навистина како една сериозна состојба во нашето општество и мислам дека денес имаме масовен одзив на нашите студенти кои што ќе бидат присутни на овој настан. Дека во програмата на факултетот имате и предмети што студентите ги учат во врска со криминологијата или финансискиот криминалитет или сето тоа што и ќе се презентира. Колку е потребно или колку ќе им помага на нив од еден дел да читат литература, а од другиот дел и да слушат и за практичните моменти или како да го пријавуваат истото. Знаете дека секогаш науката е само едниот аспект од разгледувањето на проблемите. Најважниот момент е кога сето оно што ќе го научиме теоретски на факултетот ќе можеме да го примениме во нашиот секојдневен живот. Значи во моментот зборуваме за правници. Нашите правници се едуцирани и самиот споменавте дека и на првиот и на вториот и на третиот циклус студии ние имаме и предмети и насоки кои што исклучиво се занимаваат со кривичното право, односно со криминологијата, значи ги изучуваат овие предмети,
Меѓутоа, она што според мене е многу поважно е всушност да ги научиме или да ги обучиме, ако може така да кажеме, дека нивното теоретско знаење треба да го применат во секојдневниот живот. Дека не мора да се само адвокати, суди или лица кои што се вклучени во правните професии, кои што треба да знаат што е корупцијата и на каков начин таа треба да се изолира, тоа, да го кажам како најблаг збор, од нашето секојдневно живење, туку дека тоа треба всушност да биде предизвик и на секој друг обичен човек да знае да ја препознае корупцијата и да знае на кој начин да реагира, односно да пријави пред соодветните институции во нашето. Од друга страна, председателот на Центарот за граѓански комуникации, Герман Филков, за телевизија Ускана изјави дека проектот има за цел младите да ги препознаат клучните општествени предизвици како што се корупцијата, транспарентноста и интегритетот. Според резултатите од анкетата, поголемиот дел од испитаниците сметаат дека младите можат да направат разлика. Но значителен број од нив се уште не се чувствуваат подготвени да пријават неправилности или активно да се вклучат во подобрување на состојбите и креирањето политики. Идејата потекна од Државниот правен факултет на Грција, кој што е и лидер во овој проект. И се собравме, да кажам, организации и факултети, така е тука и правниот факултет од Кичево, кој што не носеше заедничката, што беше заедничката мисла во идејата, беше младите повеќе да учествуваат во процесите демократски, односно во донесување на закони, во донесување на политики, пријавување корупција, значи сите аспекти на владење на правото, меѓутоа да го засилиме младинското учество. Работиме со студенти од сите овие 5 земји, Грција, Македонија, Албанија, Хрватска и Бугарија, и поинтата е, како што кажа пред малку и деканката, да ги потикнеме младите да учествуваат во овие процеси, меѓутоа не ние да им кажуваме како и што, туку затоа направивме истражување, тие што знаат, ним што им фали, што им недостига за повеќе да учествуваат и тие сами ќе си ги креираат алатките и начините. Значи, замислено е да има серија на работилници, на кампови, на клиники, така наречени, кај што практично самите тие ќе креираат содржини и самите тие ќе смислуваат начини како да учествуваат. Ние сме само тука да им го возможиме тоа и да ги поврземе и на крајот ќе работат заедно и регионално, и според анкетите што произлегува резултатите, слично мислат младите, дали се од Грција или од Албанија. Како прашање да го правам како младите го прецептираат корупцијата, транспарентноста во општеството. Кај нас мислам дека е највисока бројката, 91% од испитаните млади луѓе, сега ја направивме анкетата, мислат дека корупцијата е распространета во нашата земја. Тоа е доста висок процент, не поголем не може да биде, 63% од младите изјавиле дека лично ја гледаат и ја чувствуваат корупцијата. Значи не е таа некој апстрактен поим. За нас тоа е многу, да кажам, колку и да звучи лошо, охрабрувачки, затоа што штом го препознаваат проблемот, можат и да го решат. Ако не знаат за проблемот, го негираат, мислат дека е таму некаде се случува, некај нив, и потешко може да се реши. Меѓутоа вака, самите ќе сакаат да се борат против тој проблем и во рамките на ова прашање, да кажам дека најмногу гледаат корупција кај политичарите, кај политичките партии, а од областите во здравството. Да. А дали реално, бидејќи вие сте правиле и анкети, имате и информации, дали младите веруваат на тоа што ќе го пријавуваат реално и ќе влијат да се промени? Исто така, добар дел од младите, над 60% веруваат дека младите можат да направат промена. Дека ако и самите повеќе се ангажираат, ако и самите повеќе учествуваат во процесите, дека веруваат дека може да направат промена. Сега ние потоа ги прашуваме, зошто не учествуваат или како мислат дека може да се направи промената, меѓутоа голем дел од нив мислат дека може да направат промена. Само да кажам, кога зборуваме за учество, мислиме секакво учество.
да гласаат на избори, да учествуваат во нивните студентски сојузи и представништва, да волонтираат негде за некоја хуманитарна цел. Значи, да се, во кухниот совет да учествуваат, например. Било какво учество кое што значи некаква промена во заедницата. Така што, така сватено е учеството, меѓутоа имаме еден посебен акцент на корупцијата и владењето на правото. Вие спомнавте дека треба да се вклучуваат младите на разни организации во општеството. Гледаме во политичкиот аспект многу малку се вклучуваат младите. И гледаме воопшто истите лица што можат да преминуваат од една во друга политичка партија, ама не гледаме многу млади фигури. Кој е проблемот што младите не се вклучуваат? Посебно сакавме да зборуваме за проблемите, да видиме што мислат, зошто не учествуваат. Прво, 62% велат дека нема доволно информации. И исто така нема доволно информации од тие места и извори што тие веруваат. Значи има многу информации во јавноста, меѓутоа тие од кај што сакаат да ги примат од тие извори, тие што веруваат, нема доволно информации. Понатаму исто висок процент, не се задоволни, мислат дека и да учествуваат нема фајде, да кажам. Нема ефект. Значи, џабе ќе учествуваат, немаат повратна информација. Тоа им исто многу, на младите многу битен аспект. Трето, страв од последиците. Мислат дека ако кажат нешто што не треба или иако нема нешто што не треба младите што може да го кажат, меѓутоа мислат дека после ќе имаат некакви последици. Добар дел велат дека не знаат каде и како да учествуваат едноставно и ова исто така е многу интересен аспект, 43% велат дека не се чувствуваат сигурни да учествуваат. Значи, немаат доволно дали внатрешна самодоверба или доверба во институциите, или значи едноставно не им е комотно да учествуваат во било кои вакви процеси. Значи, тие се работите што младите ги стекнуваат. А колку вие со овие проекти ги орабрувате младите да учествуваат или ги гледате, например, се реализира еден проект и на крај ги гледате и резултатите. Колку после на крај на еден проект се гледа дека се по-орабрени за да учествуваат на политички или на друг? Ние, значи, луѓето со кои што ние работиме, сакам да кажам, еден начин како гледаме ефектите, освен вкупните ефекти, гледаме дека луѓето ни се враќаат, сакаат повторно да учествуваат и повторно. Значи, на еден начин имаат доверба во тоа што го правиме. И едно од прашањата овде и одговорите на тоа асоцира. За да учествуваат повеќе, многу млади кажале дека сакаат да учествуваат преку некој посредник, невладина организација, студентски сојуз, медиум, во кој што веруваат. Значи, многу од нив не сакаат директно да учествуваат, меѓутоа сакаат некој друг да ги организира. Така што и тоа го имаме предвид, кога зборуваме за, да кажам, сакаме, што е идејата, кога тие млади од сега, например, ако е средно училиште, сигурно нема да оди да даде предлог закон, меѓутоа, кога ќе порасне, кога ќе има предлог закон кај што директно го погодува, сигурно ќе знае како од овие работилници да го каже својот глас. Да, ако вие рековте дека повеќе недоверба имат кај политичките чинители, ќе кажем, од државата, а колку е кај институциите, бидејќи тие политички после го состават системот на функционирање или носење на закони и се друго. Исто така висока е недовербата во институциите од неколку аспекти. Прво, велат дека тоа што не знаат, нема доволно информации, јасни информации. Тие сакаат, како што велат, информации кои што се приспособени на нив.
сакаат дигитално, сакаат со нивен јазик, многу сакаат, како што велат, практични и кратки. Значи, кога тоа нема да го видат, довербата паѓа. Второ, многу се жалат. Проблем број 1 и нас малку не изненади е што многу сакаат, а не добиваат фидбек, односно повратни информации. Кога нешто ќе напишат, ќе пријават, ќе се јават, сакаат да знаат што се случило со тоа. Како и ние, така, меѓутоа, кај нив е тоа многу изразено. Повторно паѓа довербата и трето, многу им паѓа довербата затоа што не гледаат решавање на, особено како што велат новие, што ги читаат и тие како и нас, политички скандали и корупцијски скандали, мислат дека не се решаваат тие високи скандали и тоа повторно им ја намалува довербата. Значи, гледат иако се пријавуваат, на крај нема конкретни одлуки. Нема ефекти од тоа. Дали младите имат, на кој начин младите би сакале да учествуваат во формално или неформално во однесење на одлуките? Дали нешто произлегува од сите овие дебати од младите? Прво велат дека ако сакаат да учествуваат, прво најмногу сакаат да учествуваат анонимно. Не многу и кога го меревме учеството и како сакаат, секогаш тоа директното учество да одат во институција или да се јават, го ставаат на последно место. Значи, сакаат дигитално, сакаат анонимно. И институциите, ако сакаат младите повеќе да учествуваат, треба да извлечат лекција дека треба да го возможат тоа. Понатаму велат дека сакаат практични информации, сакаат да учествуваат како волонтери, тоа им е најблиско вака директно учество што го кажуваат, и сакаат некакви, да кажам, кога збориме за приоритетите, за што би сакале да учествуваат, животната средина ја ставаат на прво место, на второ место го ставаат образованието, и на трето место ја ставаат на еден начин како безбедноста во заедницата, мирот во заедницата, значи едноставно да кажам некоја благосостојба на живење. Така што се уште овие теми кои што ги погодуваат како корупција, добро владење, не им се во приоритетите во кои теми сакаат да учествуваат. Имам последно прашање врска со оваа тема. Колку политичките партии влијат кај младите за во делот, иако да го гледат корупцијата, неправилности во институциите, поради тоа што припаѓаат на една политичка партија, која на власт и да не реагират? Тоа е можеби клучно прашање за околината во која живееме и во која младите треба да учествуваат. Не ова, меѓутоа други истражувања што сум ги читал, исто со младите, покажуваат дека за сега младите најмногу организирано учествуваат, организирани од политичките партии, со подмладоците, и од тука цела одговорност е кај политичките партии да не прават од младите партиски војници, туку да им овозможат да можат да ги и тие да прават вакви работилници, обуки, каде што ќе ги научат младите воопшто на еден демократски начин да учествуваат во општеството. Сакам да кажам, едно е создавање подмладок партиски, меѓутоа друго е што ќе правите со тој подмладок. Значи не е целта тие само слепо да ја следат која и да е политичката опција, меѓутоа да ги разбираат демократските процеси. Не сум против да имаат партиите подмладок, меѓутоа бидејќи се помоќни од сите нас, ќе треба и одговорноста да ја понесат и тие да ги овие резултати да ги земат предвид и тие да ги приспособат своите обуки и што прават таму, како ги организираат за спрема потребите на младите. Значи да го имаат ова предвид. Благодарам. Благодарам и јас.